сам поздрав од Турција. Здраво, Лейла. Софија, Лейла, а не си болна? Гласот ти е засипнат. Софија. За жал, Елиф? Што се случи со Елиф? смири се. Елиф е добро. Татко умер. Повеќе не е меѓу нас. Добре дојде, сета Рага. Добре дојдов, ама... Ич добро не најдов. Немаш око да го видиш доброто. Зулфо, Полека, Аги. Еве да речеме за мој атар, поразговарајте 2-3 минути. Вие сте и постари. Вака ли ќе бидете пример за нас? децата ми кажа дека јадењето е готово. Дојдовме по мирисот. Готово е, готово е. Питбул, ќе го пробаш ли, а? Јас не си играм. Секогаш го правам најдоброто. Во право е. Добра е робата. Очи свати по мирисот. Се викам Питбул, не заборавај. Тогаш робава да ја делиме денеска, нели? Спремно ли е се? Секој ја знае адресата каде што треба да оди. Внимавајте. Сакам тотална безбедност. Кацигата ви ја штити главата. Тој што не може да си ја зачува кацигата, ќе си ја изгуби главата. Ајде. Ти што чекаш? Земи и стави ја. Не се мачам за укрува. Ти реков да ја ставиш на главата. Питбул, застани. Спушти го пиштолот. Штом не сака да се занимава со мали работи. Испрати му го на Балтазар, нека го искористи. Добра идеја. Почнете со распределба. Ајде.
Каква е состојбата, музик? Нема полициска состојба. Има полициски надзор. Ништо не смее да се направи. Добро. Погледни ги моторите, брате. Да видам малку. Колку брзини има моторов? Тргни се, бе. Дојди. Дојди. Погледни ме. Што зема од моторџиите? Не земав ништо, бато. Оставе. Што е ова? Влажна марамица, брате, многу важна работа. Моли, Господи. Преку граница влегле неколку сомнителни возила. Ја дознав мировата, а и примачот. И кој е? Балтазар. Ако сакаш да го сопреме. До сега немаме видено сомнителни действија на Балтазар. Ке дознаевме да имаше распределба, нели се терага? Изгледа увото кое ги слуша улиците е глуво. Ајде бе, влези, кажи што има. Што има? Почна нов начин на распределба, ага. Како? Мене ушите уште ми се добри. Ама има некои на кои не им работат баш најдобро, така? Ага, една група на моторчи растура роба. Но не е како поранешната. Како бе тоа не е? Ова е дрога на некој професионалец. За сега разделиле само примероци. Ова е работа на ординариус. Од кај знаеш па ти? Кој ќе биде друг? Ако Агата е во право, дознавме и каде ќе одат возилата за кои ни кажа Зулфике Рага.
Не сакам да ти наштатам. Gospodine Fehmi, таткови Вахаб соработуваше со САР и МТБ, користејќи некои кликови на државата и работевме на тој начин. И ние... Мислам дека и ние треба да земеме поддршка од овие кликови. Што е, Хаки? Зарем веќе не можеш сам да се справиш со работите? Нема работа која не можам да ја завршам. Затоа ли уште од првиот состанок ти избегаа луѓето? Ке се соберат на една маса повторно. Но затоа ни требаат многу посигурни ортаци за да бидат со нас. Доколку вие одберете, сакам да соработам со господин Мет. Ти си знаеш, Хаки. Ако мислиш дека ќе те направи посилен, ама не заборавај дека екипата која составуваш треба да се согласува помеѓу себе. Ќе составам добра екипа во најкратко можно време. Материјалот за дрогата која ја произведуваме доаѓа преку Иран. А ке се подготвува тука и ке се продава. Но има еден мал проблем. Што е тоа? Пусат ми го донесе најдобриот произведуваш на оваа роба во денешницава. Па супер. Бил најдобриот. Што е проблемот? Што е проблемот? Ама тој човек е на лисицата. Која е таа лисица? Еден од најопасните руси. Сега е во соработка со англичаните. Направи големо богатство од работата со дрога, со оружје, од комар, а и познато е по својата немилост. Што сега? Да не се плашиш од него, Хаки? Не се плашам, но мораме да балансираме некако. Ако дојде кај нас да се договара, ќе се договориме. А ако сака да војува, тоа ќе војуваме. За да го заштитам син ми, треба да бидам силен. За да бидам силен, треба да го зачувам богатството, Хаки. Ти си одговорен за мојот имот, Хаки. Додека се бориме со луѓе кои нема што да загубат во животот, тешко ќе биде да го сочуваме нашиот имот, господине Фехми. Треба да се бориме за да победиме, господине Хаки, а за победа потребно е вие да водите војската, господине. Влези. Го донесовме човекот што го уби мистер Кей. Нека влезе. Донесете го. Албанскиот уличен свирач.
Сигурно си имал големо недоразбирање со мистер Кей, штом си направил ваков план. Истражив се околу тебе. Адем Богдани. Но не сваќам каков проблем имаш со господин Кей. Му наплатив за Косово. Во име на Господ губив. За верата. Уби погрешно лице на погрешно место. Потребно е да те спасиме од твојата лудост. Треба да се бориш со вистински луѓе за вистински цени. Однесете го кај Британи. Ова ќе биде неговата казна? Да. Не сакам ни името да им го слушнам на ваквите во мојата земја. Затоа го однесов на гробишта во Блискиот Исток. Молам. Добар ден, господине. Дали си слушам со господинот Пол Талентар? Да, јас сум. Господине, вие да бидете живи. Вашиот татко беше една посебна личност, нека му е лесна земјата. Амин. Вие бидете живи. Кој е на телефон? Јас сум адвокатот на вашиот татко. Имам должност да поразговараме околу неговиот тестамент. Тестамент? Да, господине. Ќе може ли да се видиме лично кога ќе бидете слободни, ве молам? Во ред може. Ќе се договориме кога ќе бидам послободен. Пријатно. Довидување. Го закопавме татко Омер. Секој умире како што живеел. Господ нека ни испрати смрт каква што беше таа на татко Омер. Како е, бато? Му зајде сонцето на батополат. Не знам кога ќе го огрее повторно, не знам. Ама тој ќе го најде патот и во темница. Затоа ни да се фатиме пак за работа, да си го осветлиме патот. Ерхан, имаме проблем. Не можеме да го најдеме нашиот човек што ја следеше Сафија во Газа. Најде ли нешто во известувањата? По последните денови едно по друго имала средби со дечко од Обединетите нации. Не знам кој е тој. Кој бил човекот? Истражуваме. Господине, екипата во Атина го пронашла нашиот човек од црната десница. После случката со вирусот Ебола. Конечно добра вест. Команданту Јасин, ве бараат од КГТ. Да. Јасин, најдовме трага од Чагри. Добро. Гледајте на секој работен ден во 17 часот на Алфа телевизија. Зебра магазин.
Здраво, може една Кока-кола? Оригинална или зиро без шекер? Било која. Јас едноставно обожавам Кока-кола. Тук ви представува еден крекер без број можности. А сега, сакате незаборавна забава со пријателите? Заиграјте тенис. Гем, сет, меч. Тук 100% забаве. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шиша. Бидете убави, бидете зелени. Skin Delight. Сакав да го видам Амон. Ама, ја гледаш со стојбата. Не грижи се. Амон има други планови за тебе, верувај. Мило ми е. Но високото височество нема стапено во контакт со мене, се уште. Ме интересира што мисли. А и тој мисли на тебе. Се сретнавме со високото височество. Повелете. Повели Џахид. Тебе те чекавме. Да ве запознам. Алгис Џахид. Мило ми е. И мене исто. Многу слушнавме за тебе. Не познавам некој што напредуваше побрзо од тебе. Заслуга на господарот Роналд. Тоа беше твој успех. Како и тоа што ми го спаси животот, Џахид. Џахид, од сега и Алгис ќе биде со нас во Турција. Десната рака на Амон. Од сега со тебе ќе работиме послободно, Џахид. Зошто? Затоа што мистер Кей почина. Направивме голема грешка при соработката со мистер Кей. Ти си го забележал неговото неверство прв, така ли? Од сега натаму, твоите извештаи лично и јас ке ги примам. Ке се видиме повторно. Зошто задоцни Џахид? Јас... Зошто задоцнив? Денеска почина мој близок човек. Кој Џахид? Татко Омер. Кој е татко Омер? Таткото на братот Полат. Што велиш ти, Џахид? Татко Омер беше татко на сите. Џахид!
влегов меѓу темпларите. Влегов за да го одмаздам Батополат и тогаш сите пријатели ме отфрлија. Бев изнемоштен. Но првиот совет и првата добрина ги добив токму од татко Омер. Батополат е во многу лоша состојба. Треба да сум со него сега, а јас скришум се гледам со него на гробиштата. Скришум се гледам со него, знаеш? Јас влегов меѓу вас само за да го одмаздам Батополат. Што видиш ти, Джахид? Така е. Што ли зборувам јас? Джахид. Джахид. Влези. Видеото на Омер Джандан е подготвено за споделување. Направивте ли се како што ви кажав? Да. Откако ќе се сподели видеото, целиот свет ќе дознае дека Полат Алемдар соработува со терористичка група Шедид. Јас го чекав ова за да го прокламирам Полат Алендар како терорист. Нема да има проблем како минатиот пат, нели? Ќе се споделува од многу центри истовремено. Ќе биде многу тешко да го сопрат, но не е невозможно. Воопшто, што мислите да правиме ако тоа сепак се случи? Веројатностите ги расипуваат плановите. Проценете ја секоја веројатност. Слободна сте. Повторно го споделуваат видеото на татко Омер. Безсрамници. Човекот не е мирен ни под земја. Не можеме ли да го спречиме како минатиот пат? Работам. Видеото го споделуваат од различни центри. Ќе биде тешко да се сопрат сите. Која работа ни е лесна, Ердем? Те молам, сопри ги овие. Името на татко Омер не сме да се спомнува до името на Шедид. Вие да сте живи, господине Полат. Дајте ми да потпишам се што е потребно. Поведете. Ке се напиете нешто? Не, благодарам. Ќе ви одземам само неколку минути. Што е работа? Татко ви остави 2 тестамента. Да го отвориме првиот. Во првиот пишува дека за да се отвори вториот тестамент потребно е присуство на уште 2. Влези.
Што се случи, Жулиет? Како што предпоставивме, видеото го сопреа уште во моментот кога го споделивме, кога Полат Алемдар влезе во системот на Египет, дозна каков систем на филтри користиме и ние. Сега тие го користат истиот, но има нешто што не знаат. Веќе можеме да им го најдеме крајот. Нареди веднаш што побргу да им ја најдат локацијата. Екипата нека биде подготвена за операција. Ти ќе бидеш на глава на екипата. Во ред, господине. Може да излезеш. Ердем го блокирал видеото. Ох, му благодарам на Бога. Центарот за споделување на видеото бил во Лондон. И командантот Сагер од Шедит имаше полетан од Лондон за Мека со авион. Значи, уште еднаш почнуваме со Шедит, а завршуваме со Англија. Тебе повикале мили калифе. Се слушнав со Брендон. Испраќа нови деца од Англија. Обуката нека ја поминат бргу. Јас имам поважни работи. Овде јас одлучувам кои работи се поважни, Сагир. Воопшто не ми се допаѓа кога ми се крши зборот. Ти се допаѓа или не, прифати дека твојата последна одлука беше голема катастрофа. Затоа ни побегнува и татко му на Полат и Полат. Не, тоа беше твоја вина. Да не се однесуваше на тој начин, ке ги имавме и Полат и татко му се уште и нивните луѓе во раце. Ке ги имаме во наши раце повторно. Ке се уверите вие. Сагир! Не завршив со разговорот. Јас завршив. Уапсете го. Нема слобода за него, дури не се опамети. Доле сте ме допреле. Никако. Што правиш ти? А? Што правиш ти? Сакаш да го отвоеш син ми, нели? Господине, фикми! Господине, Што стави фикми! од чашата? Смирете се! Што стави во млекото? Смирете се, господине! Калциум за коските на Киран, господине. Ако сакате, јас ќе го испијам. Испи го. Извини. Добро ли сте, господине? Кој е од девојче, Хаки? Ги истраживме ли?
Ја истраживме добро пред да вработиме, господине. Го исконтролиравме дури и најмалиот детал кој би можел да ни наштети. Јас мислев дека ќе го отруе син ми. Го изгубив едниот. Многу се плашам да не го загубам и другиот. Ме разбираш ли? Ве разбирам, господине. Балтазар, ќе го убивав овој. Ти го донесов за да си поиграш малку. Синко, зарем си толку храбар за да играш со мене? Човек се плаши од тоа што не го знае. Затоа незнајните се најхрабри. Фрлете го, момче, на руски рулет. Отворете ги вратите. Јас сум на страна на твоето момче. И на чија страна си? Не сум на страната на мртвите, Балтазар. Секој има право само еднаш да се убие себе си. Веројатноста да се убиете уште од прва е 16%. Од втора 20. Од трет погодок 25%. Во четвртиот 33%. На петтиот 50%. А на последното пукање веројатноста е 100%. По пиштолов има само еден куршум. Од оваа маса, само едниот од вас ќе се спаси. Тој што ќе изгуби, ќе плати со својот живот. Го затворам обложувањето.
Тука било дозволено да се игра руски рулет. Дојдов да ве научам како се игра. Пусате, доаѓаат. Да си жив и здрав, Зулфикер ага. Нека дојдат да видиме. Слези, веднаш. Провери го камионот. Овде е чисто. Да видиме што ни донесе. Јас ништо не знам. Јас знам. Отвори назад. Што се случува, бе? Што ќе правиме со пластичниве вреки, Пусате? Ти ги однесеме до приемната адреса, Зулфикер ага. Така нека биде. Ке престојувате овде додека не му покажете чест на калифот. Овде го имам против отровот за вирусот Ебола. Ке те спасам. Но доколку ни признаете дека во Атина бевте за да действувате во име на терористичка организација на Полат Алемдар. Попрво би умрел отколку да го кажам тоа што го барате. Тогаш ќе си умреш од болка.
внимавај пред себе. Не слушаш? Започнете со операцијата. Команданте, има многу висока температура. Не ќе може да издржи до Турција. Во ред, да излеземе. Серумот. Серумот. Тука е во чантичката е. Серумот. Замислува. Можно е да е вистина. Однесете во чагри, јас доаѓам. Тука е против отровот. Ќе живееш. Ајде. Секоја чест за браќата. Го пронајде ли сука? Тука нема никој, господине.
Не се одделува од таму, Тимур, доаѓам за кратко. Ердем, ќе можеш ли да ми ја покажеш раскрсницата кај улиците Алемдар и Диван? Веднаш, господине. Кој си ти? Ти си калифот. Јас сум командант Сагир. Пред командантот се покажува почет. Или пак сум на испрашување. Прекини со прашување и одговори ми, кој си ти? Адем Богдани. Бе војник во Косовската војска. Го слушнав повикот на калифот за војување во име на Господ. Па решив да дојдам. Добро. Вие направивте грешка. Ми го киднапиравте човекот. Сега следува казната. Не го киднапиравме ние човекот. Кој го стори тоа? Усат. Зошто ординариус е кај тебе? Работите течат по наредбата на Хаки. Јас им дадов место за да ја подготвуваат робата. А распределбата ја врши Питбул. Дајте ми причина за да не ве убием.